Загрижувачки хроничниот недостиг од човечки и материјално-технички ресурси не ги одминува ниту 35-те прилепски пожарникари. Среде сезона на пожари, поголемиот дел од вкупно 13-те противпожарни возила се или неисправни или полуисправни, а и опремата и униформите со кои располагаат им се застарени или нефункционални. Недостигот пак од најмалку 10 пожарникари периодов се надополнува со 7 сезонски ангажирани лица. Добивањето на едно ново возило комбе за урбани средина и една донација на противпожарно возило. Ситуацијата е иста, се трудиме да ги репарираме и така натаму. Имаме 8, меѓутоа некои не се 100% исправни сега. Према тој закон за пожарникарство спрема бројот на жители да се вработат уште 10 пожарникари на договор. Бројчаноста секогаш е добре дојде. Поради тоа што покриваме скоро најголема површина како општина во Македонија. Најстарото возило со кое располага територијалната противпожарна единица е старо половина век, од прилика колку што е и просечната старост на пожарникарите. За овој проблем свесен е и градоначалникот, под чии ингеренции работи противпожарната единица. Тој уверува дека општината веќе имала план како да го решава. Со оглед дека просечната старост на возилата е околу 20 години, локалната самоуправа изнајдува начини да се добијат уште повеќе донации. Исто така имаме изготвени проекти за набавка на нови возила, исто така и опрема, додека во сезоните на пожари го збогатуваме со лица кои што на договор ја исполнуваат бројноста во територијалната противпожарна единица. Инаку денеска Прилепската територијална противпожарна единица од Дирекцијата за заштита и спасување доби донација на специјална опрема за подпирање и подигање при елементарни непогоди во вредност од 30.000 евра. Според пожарникарите, оваа опрема ќе им биде од голема полза, но почетен проблем им е тоа што тие не се обучени за ракување со неа.